Ограничувањето на маржата на над 1000 прехранбени производи довело до намалување на инфлацијата за 1,3% и намалување на цените на основните прехранбени производи за 3%. Ова го истакна министерот за економија Бесар Дурмиши на конференцијата организирана како форма на отчетност за првата година на чело на овој ресор. Додава дека и покрај недоволниот број инспектори, услугите во Државниот инспекторат за труд се засилени со зголемување на бројот на инспекцијски контроли за 20%, додека Државниот пазарен инспекторат бележи раст од 15%. Инспекторатот ще трегу двете мунд бон анализ дета информон Теверин, апо респективиш министрин, наќов се ка ритје енормете шмимеве, апо наќов се ка силе девијантете тректареве, апо то продусове дистрибутереве, да не пастај реагојм ме масате силет и сиелим. Numrin sak nuk e kam pasur në çdo mas, domethënë ka pasur edhe dënime, sanksione të cilat djoba të cilat janë shqiptuar nga inspektoriati shtetëror të tregut, ka pasur vlera që kanë arritur deri në 10 milion denar, 12 milion denar në secilën mas, po tash atë numër nuk e kam, atë informacion nuk e kam këtu dhe po ka pasur raste kur edhe i kemi mbyllur marketet. 40 милиони евра беа потрошени за намалување на невработеноста преку само вработување, практична обука и други мерки за 16.000 граѓани, соопшти Дурмиши. Како постигнување од овој ресор се смета изголемувањето на минималната плата за 8%. Во завршна фаза е формирањето на реалната потрошувачка кошничка за 4-члено семејство. Таа не е реална, затоа ние правиме една потрошувачка кошничка која ќе биде соодветна, достапна и ги со реални податоци и реално ќе бидат информирани граѓаните колку ќе биде потрошувачка кошница, да речеме за еден месец. Затоа правиме нова потрошувачка кошница каде што ќе бидете и вие известени со реални податоци. Од 4-члена семејство колку им треба за едно семејство да троши за еден месец, во делот на храната, во делот на пијалоците, во делот на облеката и така на таму. Во првата седница на Економски и социјален совет ќе бидете известени при крај. Измените во Законот за заштита на потрошувачите според Дурмиши воведоа обврска маркетите да ги објавуваат цените на нивните веб страници. Се планира развој на апликацијата која преку алгоритам ќе ги споредува цените и ќе им покаже на граѓаните кој производ е најевтин во нивната близина. Министерот изјави дека се работи на тоа на рафтовите на секој маркет да биде одбележено потеклото на производите, кои се домашни, а кои се од странски земји.